Добро вечер во последната епизода на подкаст Основано сомнение за ова полусезона. Остануваме доследни на нашата заложба да повикуваме гости од кои што можете нешто да научите, бидејќи за жал има хиперинфлација на подкасти каде што има се некакви гости. Сега ќе ги испочитуваме годините на гостинот, па нема да дам некоја друга формулација, но за мене исклучително маркантна гости кои што може би не познат на пошироката јавност, особено на помладата популација која што е пред се дигитализирана. Велиме добро вечер за Илија Петрушевски, географ, кој што целиот свој работен век го посвети на картографијата и автор на околу 30 на книги, трудови, како год да ги наречеме, и по мене тоа е еден од начините за зачувување на македонското културно наследство, бидејќи дедо Илија или Чичко Илија, Чичко Илија нека биде, како сакаш, знаеш, патриотизмот не е веење само знамиња и пеење на песни, туку е претинат се зачување на културното наследство и творештво. Добро вечер, добро ни дојде. Добро вечер и за добро дел. Малкумина, особено за помладата популација, бидејќи ти целиот работен век го помена во Универзитетската библиотека Свети Климент Охридски, ајде малку чисто за појаснување со што се занимава еден географ или картограф. Во библиотеката бев работен и задолжен за картографската збирка. Кога се среди се тоа, преокупација ми беше се што е старо да се собере за Македонија. И така, преку микрофилм добивме доста карти од Британскиот музеј, Британската библиотека, од Виена и од Париз. И да не речеме од тука нешто од Москва, од Белград, али преокупацијата беше, значи, Виена, Париз, Лондон. И така да околу 250 стари карти се преку микрофилм добиени и од нив фотографии направени. И после тоа се прифатив кон обработка на тие стари карти и така. Инаку да кажем на сите, кои се стари карти, обично старите карти релефот, односно планините се прикажани со купчиња, како кртечина вака, купчиња. Тоа трае до 1800 година. После 1800 година се напушта тој метод на прикажување на релефот и се преминува со шрафи, со изохипси, сега најново имаме со бои, па сега веќе и во перспектива ги даваат. Ако е кафеаво е планина, ако е зелено е долина. Да, тоа така. Тоа е околу картите и тога и подготвив едно издание Македонија на стари мапи, почнувајќи, значи, од првиот век, најстарата карта, па завршувам со картата на Чуповски. Со картата на Димитрije Чуповски. Да, Димитрije Чуповски, да, со неја во таа збирка на карти, али најбитни се имаме и неколку етнички карти. Ајде. Во кои македонците се прикажени како македонци. Тоа е. Тоа е од кој век? Тие се понови карти етничките. Добро. Тие се од 1900 година намам едната, 1918, другата нема сетам, и имам и од еден грк, Сотеријадис и од него. Постојат ли тие сега во Универзитетската библиотека? Постоја, како. Имаме и како се вика, и во збирката на стари карти имаме прилози од нив. Ќе го покажеме тоа едно многу убаво дело. Сакам да прашам, Македонија на стари мапи е првотворечко издание? Или предходно? Не, имаме други предходно, али за мапите ми е таа, после имам уште една карта, ова е илустрирана со карти, а додека имам друг еден монографски труд, почнувајќи од 2 век до 1850 година. Текстуален. Сметајќи дека после 1850 година веќе Македонија е географски запознаена. Македонија на мапи од 2 до 19 век, за тоа дело зборуваме? Не зборуваме, тоа не е ова, тоа е посебна друга книга. За посебно, да, како посебно да одиме. Не ја донесо таа избир. Инаку, ретко прикажуваме, но морам да го прикажам ова Македонија на стари мапи, ова издание, каде што можете да видите, се ова е од тамна распродадено, меѓутоа ја има мапата на Македонија од Димитрije Чуповски, која што, например, ако
Оваа мапа е на сите позната, значи мапата на етничка Македонија, и која што за прв пат ја популаризирал токму Димитрија Чуповски, кој 40 година почина во Ленинград. Интересен факт што го узнав кога се подготвував за овој подкаст е дека на Музеот на македонска борба своевремено си ја подарил картата на Македонија од националниот деец Димитрија Чуповски. Која година беше тоа? Пред не беше отворен музеот, се уште не беше. Материјалите се собираа во архивот на Македонија и тогаш задолжен беше Бранислав Светозаревиќ и нему му ја предадов, и од кој што имам добиена и благодарница од министерката. За тоа. Од која министер? Музеот на македонска во ред. Меѓутоа, кажи ми како дојде ти до мапата на Димитрија Чуповски? Мапата ја средното образование го стекна во Белград и при едно одење во Белград се сретам со школските другари, меѓу другите разговори, ме праша кај работиш и му кажа во библиотеката и задолжен за карти. Рече, имам јас една карта да те даде. Да видам, кој го видов? Се зградав. Така тој ми ја подари и стоеше дома долги години, ми стоеше 7-8 години, кога се актуализира овој музеот за македонската национална борба. Не одлучи, него сакав да ја подарам и да биде не, ако е таа затворена, може се мртва е. А вака сепак да биде достапна до гледачите, до посетителите на музејот. И сега е достапна во истиот музеј. Како икона направена. Мислам дека 2012 година е отворен музеот, сега да не ме држите, или 2013 да не ме држиш за... Не се там која година беше. Отприлика е тогаш. Да. 12-15 години. Посебен место им одредено и посветено големо внимание. Ви кажам како да е на икона направена. Интересно е, веројатно твојот пријател може и не ја знаел правата вредност на самата карта, и меѓутоа добро што е и добро што е зачувана. Твое последно дело е животниот пат на Кирил Печиновиќ Лешочки. Лешочки е, овој факт непосредно го узнав, да не е сега нели гумам паметен, дека е пред 3 години прогласен за светец Кирил Печиновиќ. Инаку моето основно образование го стекна во училиште кое што чиј патрон беше, односно го носеше неговото име, и е фер, тоа е оваа книга, но е фер да се према авторот да се напомене дека тоа е како ќе му дојде прилог на ова издание, а тоа е Кирил Печиновиќ се описменил во Дечани од Душан Синадиновски. Душан Синадиновски вие е македонски автор деец кој што живее во Соединените Американски држави, ако не се лажам. Во Детройт, да. Добро, и тој ви е пријател, соработник? Да. Како почна соработката со... Да испадне, имам повеќе трудови издани, околу 20 монографски публикации, околу 5-6 имам сепаратни, во списани објавено. И во весници, да не зборуваме. Минатата година испадна оваа книга на Душко Синадиновски, доста обилна, доста широка, опфатена, со голем број на материјали и податоци. Инаку Душко е по потек од Вратница, живее таму, физички е таму, духовно овде. Така. Како почна вашата соработка со Душко Синадиновски? И издаде таа книга, јас се разбере дека ја добив подарок од него, и ја прочитав 2 пати, односно третиот пат кој ја прочитав, со толку големо внимание и забележав известни работи кои што би требало и тие да се внесат. И тога се зафатив, го подготвив ова книче и затоа во него пишува како прилог кон изданието на Душко, на Душан, на Кирил Печиновиќ се описменил во тоа. Сега со ова неговата книга и со оваа книга диаметрално се разликуваат од досегашното учење за Кирил. Тоа е Ајде едно појаснување сега ние не се разбираме. Досега ден денеска, за жал книгата се уште не е доволно афирмирана и тие што знаат не и придале значење. И пред некој на 27 минатиот месец имаше и во манастирот во Лешок Седбан, меѓутоа Бранислав Светозаревиќ само спомена дека работи Душан на таа книга, меѓутоа ништо конкретно не се кажа. Што се работи?
До сегашното учење, и ден денеска, и сега, и во овие моменти, се слушаат податоци од Атанас Шопов. Тој во 1891 година доаѓа во Лешок, односно претходно, еден бугарски учител во Тетово, Андреја Стојанов, дава напис во Цариградскиот весник 1891 година. Тој врши обиколка на голем број на села во Полог и е како дописник. Так. И пишува таму од моите посети на... Тој работи за бугарската пропаганда, Добро добрата се разбира бугарски учител, се знае како работи. И оттаму го објавува весникот, Шопов бил во Солун, го чита текстот и одма крвно заинтересиран доаѓа во Лешок, односно во Тетово. Се сретнале со него и тој му раскажа се што има откриено и сознаено за тоа, затоа и он во својот труд се благодарува на него што ми ја раскажа целата биографија на Кирил. Што се случува сега? Тој доше меѓутоа од сегашниве откритија на Душко и моите откритија се разоткрива нешто ново. Они веројатно не им било од интерес и запишале дека Кирил се описменил во Јован Бигорски и дека неговиот учител бил Јоаким Кршовски во Соговскиот манастир. Тоа е помалку или повеќе официјална историја, помалку или повеќе. Да, меѓутоа Томе Саздов 1959 година се заинтересирала за животот на Јоаким Кршовски и истражувал и го објавил својот труд Потрагите на Јоаким Кршовски. И дошол до откритие дека Јоаким или како дете, неговите родители биле од Кичевскиот крај, или како дете однесен во Крива Паланка, или е тамо роден. Што значи не можел во никој случај да му биде учител. Учител на Кирил. Многу интересно. Андреј Стојанов одел, бидејќи ги посетувал, да речеме, голем број на села во Полог, бил во селото Беловиште. Ние го викаме Белоиште. Тоа што е погоре. Довратница. Довратница е тоа. Оттаму он разговара со тогашните свештеници и го објавува текстот во Цариградски новини, каде што вели дека имал 6 свештеника, меѓутоа на никој име не му споменува. Во 1916 година се формира една научна експедиција создадена од генерал Жостов во Крива Паланка, во Ќустендил, доаѓаат низ Македонија да вршат истражување, меѓу кои бил Јордан Иванов, тогашната елита на научници на Бугарија, а за Полог бил задолжен Михаил Арнаудов. Па тој, интересно, неговите татко и дедовци се од Вратница. И сега, он разговара со попот Михаил Поп Симов, кој што имал 75 години. Атанас Михалов, значи, биле со дедо, син и внук, кој што имал 50 години. И они му раскажувале други податоци кои што за науката се непознати. Односно, што кажува? Вика, Кирил Печиновиќ учел во Дечани. Добро. Во Дечани и... На Косово, каде ги му даде Дечани? Молим? На Косово беше Дечани. Косово, до Песката патриаршија, близко е таму. Дека учел таму. Значи, они, истите тие податоци, што му ги казале на Михаил Арнаудов, му ги казале и на Андреј Стојанов. Меѓутоа, Андреј Стојанов премислено ги премолчил тие податоци, не сакал, некако како да им сметала да се спомне Србија, да биде во Србија. И со тоа, значи, се докажува дека он бил таму. Сега он уште нешто пишува. Вика дека он, Кирил и Милош, кои што биле подалечни братучеди, ги однеле во Дечани. Таму го останале 8 години. Значи, таму го стекале он првото своје образование. Меѓутоа, анализирајќи го, и јас се вака, па и Душко, анализирајќи го, он не бил толку склон да биде свештеник. Така. Него повеќе го интересирале старите книги, тој монашкиот живот како е што.
И оттаму тој многу мојот е заклучок, тој дека многу околу тие стари книги, да речем мака грубо, се врткал. Ги читал, проучувал, ги интересирал. Оттаму научи што е стара книга, што е ракопис, што е пергамент. Тоа се потврдува што во Марковиот манастир создал голема библиотека. Тоа што е игумен свое време. Да, во Лишевскиот манастир голема библиотека. И може со право да кажеме дека Кирил е македонскиот Виктор Глигоровиќ. Значи, собирач на стари книги. Така. Дали имало голема библиотека или не, ни се два податока. Тој е игуменин на Лешочкиот свое време, така да. Ќе дојдеме до него. Он во Марковиот манастир, кога принудно мора да го напушти, Натанаил, грчкиот митрополит, му наредил сите книги да ги запали, да ги изгори. Околу 10 товари книги во Марковиот манастир. А пак во Лешочкиот манастир, прв пат ова ќе го слушате, еден прислужник, починаќа, тој е веќе стар човек, Столе Кировски, од природна Скукој, работел во манастирот. 1917 година, пред да заврши више војната, му било наредено сите книги од Лешочката библиотека ги собере на шпедитер ги однел во Тетово. И на вошчето заминале за Бугарија. Испразната библиотеката. Ова е непозната работа до сега. Значи, што се однесува до библиотеката. Меѓутоа не биле 100% однесени, останала известна сума на книги, кои што Радослав Груевиќ ги носи за Белград. И сега таму се наоѓа. И таму се наоѓаат. Да, и таму се наоѓа. Да речеме на една книга описање од игуменот Еротија се рисува на манастирот. На една празна страница на задната страна опишува се 1905 лето и така натаму. Да прегине малце кога билиш за негов подалечен роднина Милош, тоа е поп Милош на кој што се спомнува во на Белови, велиш трудот го посветувам на Велиш на Белови. Не, тој е поп Милош. Тој ми е дедо. Тоа е дедо, да. Во ред. Ја почнуваш првата страна со трудот, со посвета, трудот го посветувам на беловишките непознати свештеномаченици Серавил и Деспот, правнуци на поп Милош кои физички биле измачувани и маченички завршиле со своите животи во 908 и 917. Кои се Серавил и Деспот и кој е поп Милош? Милош имал два сина, Петре и Столе. Добро. Столе го има синот Серавил. Серавил има 3 сина, меѓу кои и Деспот. Со што се занимавале, зашто се важни? Свештеници биле. Свештеници во Лешочкиот манастир. Добро, зајде се далече од... Ако добро во... Тие биле свештеници во работеле за патриаршијата. Так. Меѓутоа, бијќи тогаш била дела екзархијата, била голем замав имало, и тие организираат и, како се вика, Серавил пред Митровден вечерта, одејќи низ село, да благословува утрешната Митровденска повачка, пред да влезе во врата, е убиен. Не бил убиен, али одејќи другиот ден за болница починал. Деспот, Деспот е посебна приказка, тој бил на гости кај ќерка му во Старо село, на Ѓурѓовден, и дошла полиција, го собрала, го носа Бугарија, тоа нема да ви кажам, тоа е после, го мачеле, со извинение го јавале, брата му искубиле, на крајот јазикот му истекли, така починал. Во Пловдив. Во Пловдив. Во Пловдив, да. Добро. Сега вака, Кирил, до до животниот пат на Кирил Печиновик и кажа Стаса до тоа дека била однесена целата. Завршил после 8 години доаѓа дома. Добро. Има раскар по традиција, секој кој ќе дојде дома, децата... Тој од Тејарце, не од Лешок, ви од Лешок сега да си го присвојувате. Ова се збори во Тејарце, доаѓа, татко му Печин и сичко му дојче. Им раскажува се како и им вика, а таму во Дечани
со свештениците, тие постари луѓе, нели монасиците, им раскажувале за Цариград, дека има многу цркви, дека некои се претворени во џами, за Хилјандар му им раскажувале. И он занесен во таа приказна, која дошол дома им раскажува на татко ми чичко му и едноставно им рекол, јас сакам да одам за Цариград. Кој виделе оваа навистина сака и он заминува за Цариград. Во записот на Арнаудов стои дека бил повеќе години. Хронолошки, проучувајќи, тражејќи го целиот негов живот, каде се движал, произлегува дека во Цариград бил 4 години. Што се случува сега? Во Цариград, кога отишол, таму имало свештеници имало и од руски, српски, бугарски и од Македонија имало. Он стапил во врска, контактирал со сите, али со укинувањето на Охридската архиепископија 1767 година било забрането богослужбата да се изведува на друг јазик, освен на грчки. Овој не разбира ништо, се консултира со овие неговите со другите свештеници што биле од словенското подрачје, ама и се, тоа е мојата претпоставка е, и во тоа тврдам, се заполнал и со Теодосија Синицки, Теохар, првиот печатар македонски. Добро. И тука претпоставувам, кој што имам податоци, крајот кој укажува дека тоа така. Дека он му се пожалил дека не разбира ништо во црква што се случува на грчки. И меѓутоа со негова помош, а Теохар грчкиот го владеел како мајчин јазик, инако дојрања. И со помош на него и со другиве свештеници го научил грчкиот јазик. Во Цариград. Во Цариград го научил и турскиот го научил таму. И сега, кој го принаучил во последната година, четвртата, почесто контактирале со грчките попови и тука он забележа многу нешто интересно, кај грците една голема горделивост на својот етнос, грци, стара култура и дека се треба во црквите да се богослужби да бидат на грчки, а не на друг јазик не. И вака тој, ја извлекувам заклучок, не мора да се прифати, и се тој се споредува самиот себе си со грчките попови. И доја до заклучок дека те ништо не се поучени, да не речам се попаметни од него. Јасно. А ваму се гордеат. И тука на Кирил му се јавува чувството за патриотизмот. Зошто Грција, зошто не ние? И тука, од тука почиња он, и од тука тоа се добива после дека нели ги имаме и огледало и утешение грешник, напише на својот јазик македонски, старомакедонски, како сакате, речете го. И сега, од тука, он со Теодосија станува многу голем пријател. Тоа се потврдува. Тука ми е мојот заклучок. Тука се потврдува затоа што Теодоси, кога заминал, починал татко му и го напуши од Цариград, оди, а истовремено и Кирил доаѓа дома, он богослужбите во црквата се там мина, во Солун ја врши на македонски, на својот мајчин јазик. И грците му забраниле да не сме тоа така да биде. Тоа е едниот доказ, дека доше, односно сакам да кажам дека доше биле истомисленици со Кирил. Второ, во самото печатење на книгата во предговорот, исто така Теодосија го фали Кирил дека ова нели клуч не е од злато, од сребро да се вие туку од челик, во преносна смисла за јазикот се збори. Тоа се моите заклучоци дека они уште во Цариград биле добри пријатели и добро соработувале, а екстра што Теодосија и два пати бил во Лешок. Во 30-та година и 66-та мислам. Зборуваме за 19 век така. Да. Тоа е значи Кога се враќа во Македонија Кирил Печиник? Од таму завршува тоа, после 4 години он се враќа во Теарце, дома. Добро. И
Пак им раскажува све како што све и донеле одлука сега да одат во Хилендар. И тројцата одат во Хилендар. Кои тројца? Киро Татко му, Печеновик? Аха. Сичко му и тој. Пејчен и Дојчен. Да. И сега, по изминати 2 години на искушение на тој монашки живот, го положили испитот, да речеме, со нас современ јазик, ги исполнили условите и е дозволено им е да се замонашат. И така, Печин, Печин во Пимен, Дојчен во? Дојчен бил во Дамант. Така. А за Кирила не знаеме. Добро. Кое му било световното име на Кирил не се знае. Не се знае ден денес? Не се знае, не е откриено. Јас имам тука дадено некои предпоставки како може, али тоа е огромно истражување. Евентуално дали би се нашол во цариградските цркви и големиот фонд на книги, дали некаде подпишан. Ако бил подпишан заедно со Теодоси, со Теохар, а биеќи на Теохар му го знаеме името, но овој не му го знаеме, ако биде едно испод друго подпишани, тоа е другото име со десува на Кирил. Може би тоа е нешто следно на кое што треба да се посветиш со истражувачки да го дознаеме световното име на Кирил. Од преска ти ги гледам цртежите, може ли да ни... Чекај, сега вака. не Сега, од Хилендар 2 години Добро. престојувал тамо и го користи момент на коливарите, кои што го шириле христијанството и православието, му било дозволено да го напушти Хилендар. Иначе, кој тамо се замонаши, останува доживотно. Добро. Меѓутоа не му било дозволено и он доаѓа дома. Во Теарце. Доаѓа во Теарце и другиот, третиот ден оди во Тетово. Добро. Во Тетово стапува во контакт со тетовските свештеници и вика, им кажува, сум бил во Дечани, сум бил во Цариград, сега би сакал тука да му помогнеме на нашиот неук и испатен народ. Меѓутоа не најшел на гостопримство, не го примиле. Тие го разобедувале, од кои причини да не навлегуваме сега. Зошто? Зошто, за како, вамте, намте. Он му советува, ти си калуѓер и тебе ти е место манастир. Така. И царе за пречиста Кичевска. Оди, и така, испаднало, он оди во пречиста Кичевска, тамо бил многу радосно примен, гостопримливи го примиле и тамо останал 2 години. Од таму оди во Марковиот манастир. Во Марковиот манастир, тоа е тоа е запишано на еден столб на црквата Свети Димитрија 1801 Кирил. Значи тоа е годината кога он оди во Марковиот манастир. Таму и игумен, да, 1801 станува и игумен, така е, да. Манастирот, создава Македон, ова е црковно братство и сони, он како игумен, бил многу добро примен, бил извореден, оди по кумановските села, во Нагоричино бил, во Бахово бил, во Орахово, како се... Орахово. Да, и таму бил. Значи, ги обиколувал селата, ама и прибирал книги, се што ќе види во тие запуштени цркви, си ги прибирал книгите, ги носил во Марковиот манастир. А кога станува игумен во Лешочкиот манастир? Подоцна? После тоа, таму го напишува и првото дело Утешение грешни. Не, пардон, Огледало. Во 816. Ама го напишува на Македонски. мајчин јазик. Така. Тоа му сметало на грчкиот митрополит Натанаил. И му вика да го напушти манастирот. Он не сака да го напушти. Тоа го кажале, Ѓорче Петров го записал тоа, дека не сака да го напушти манастирот. Тогаш тие му запретиле со убиство Натанаил. Го подкупил Алибек да го ликвидира Кирила. На Кирил има своји пријатели, му кажале што е, како е, се да скапиме, он да се консултира со татко Мичичко му во тоа. И оттаму он одлучил да оди за Теарце да го обнови Лешочкиот манастир. Тоа се 1817 година. Меѓутоа, он смислил да дојде до Шишево, а не за Тетово. Во Шишево, па Шишево ќе му се јави на другарот школски Милош и со него ќе се оди за Тетово, за Теарце. И така се случило. Он со 4 коња
не со мазги, како што пишува Шопов, со 4 коња, на 2 коња биле натоварено целиот тираж на огледало и други црковни книги, неколку икони, и на 2 коња со вречи натоварени, на 2 коња они качени, он и еден прислужник. Еден со него што правил друштво и доаѓаат во Шишевскиот манастир. Во Шишевскиот манастир му објаснува на игуменот што е работата. Он пушта Абер да ода во Белоишта да му кажат на поп Милош дека Кирил се наоѓа во Шишево. Милош веднаш уше со еден конј. Во Запите стои со еден конј. Не биле со еден, него со 2. Мојата претпоставка е со 2 коња. Бидејќи комуникацијата до скоро време била преку Радуша. Добро. Они од Белоишта со 2 коња доаѓаат, еден конј рачунува за себе, еден за Кирила. Така. А бидејќи 30 км додиш из Клисура сам, Јасно. не ради лична безбедност, така. он го зема и уште еден негов пријател. И доаѓаат во Шишево, која се виделе, се прегрнали, натоваруваат пак книгите и оттамо пак преку Радуша, под Дервенската Клисура, ода за Белоиште, за Белоишта. Тука ја имаме слика и куќата кај што престојува. Ода во Белоиште во куќата на Милош. На Милош, да ви кажам, затоа што он овој пат е дупло пократок неголи на Тетово. Така. Дупло пократок е. Тоа е прво, а второ, он во Тетово, кај ќе оди која веќе Тетово... Е набркан, фактично. Свештеници не морале гостопримство. Но оди во Белоишта и тамо останал 2 недели. Од пресо 2 недели оди за Теарсе, од Теарсе со некој пријател, некој комшија, сосед, не е битно, ода за Лешок и во Лешок преговараат со лешаните, им кажуваат дека сакаат да го обноват манастирот. Они рекол, и така се сторило, дошле во Лешок и закажале средба, тука не знаеме дали била, каде била, може би во ковачицата на Милош и Трпко, може би, во ова. На друго место немало, или покрај црквата Света Богородица. И он ја тогаш е кажал, у реду, лешаните се согласиле, меѓутоа, он рекол, црквата, манастирот треба црква да има. Так. И тогаш он рекол, дадена е црквата селска да биде манастирска. И да ви кажем, едино село во Полог, село што нема селска црква. Лешок? Нема. Затоа што тоа е манастирска станала. Така, да. И останалото, и од тука он права договор, се изјасниле сите кои ќе помага, кој како, што се. Меѓутоа он им рекол, слушате, тоа е се добро, меѓутоа треба да ни даде согласност пашата. Така, да. Тогаш се јавува Милош и Трпко. Рекол, Кој е паша тогаш се знае во регионот? На Балтепе у Тетово. Така. Рекол, ние сме многу добри пријатели, ќе идемо. Сега да ви кажам зошто се они пријатели. Абдурман паша Тетовски и Хамзи паша од Бардовце се фатели на опклада, на бас ние викаме, на опклада, чија сабја е појака да му земе харемот. Абдирахман паша со целата своја свита доаѓа во Лешок, во ковачницата горе позади калето е, оди и овој кој го виделе доаѓа што е, вака бил малку се поисплашиле што е работа. И тоја дошле и им кажа, вика сме се фатели на облог со Бардовашкиот паша, дали се нафаќа да ми направите сабља. Они му рекле да. Меѓутоа, ќе ни испратиш 12 ока челик. И на вистина. Испратилам по луѓе, челик и овие, од сабјата, од 12 ока направиле една ока. Ќе направиле едно платно, ќе го здиплеле. Пак ќе го испрале платно, го крстеле, го правеле, додека дошла една ока. И пуштиле Абер на пашата, сабјата е готова. Пашата Абди Рахман, пак повторно доаѓа и му дале тоа ново сија како гледало. И тука, мислим дека не е вистината, му рекле, пашата им рекол, ама да не се осрамиме, Милош навреден, дека дај ја сабјата назад. И наводно гудрил на ковалната и го исекол врвот. Така во предание во нивниот род стои, ама не ми се верува, не е битно. Так.
сабата направена, одат на Балтепе, он заминало тоа и закажуваат двобој на Балтепе, се собрало народ, се разбира, и двајца луѓе на Кадифе, ги носат саблите, и замамнале еден врз друг. На саблята на Абди Рахман, што ја правиле Милош Трпко, не се ни пипнала, а додека на Хамзи Паша рецка од 1 сантим и повеќе, имало рецка. Опкавата е добиена. По трет пат доаѓа Милош Абди Рахман во Лешок. Оја кој го виделе, рекле, летна глава сега, сигурно сме изгубиле. Браќава Милош Трпко. Меѓутоа, оја далеко ка, кажите што сакате да ве наградим. Го добивме басот. Оја река, не може, не сакаме. Мора, дај, не дај. Па добро, што Паша, толку сте решиле, ливадиве наоколу да не ги дајете. И ден денеска се ливни ливадите. На фамилијиве што се... На фамилијата на познатата фамилија Коачови. Добро. Значи, и така дава овој согласност, го обновува манастирот. Тоа е во 1818 година. Тоа е 17-18 година. И почиња после тоа народ да доаѓа, кој физички, кој мајстори, керамици, грнчари, терзи, сите давале помош да се подигне манастирот и тогаш ќе подигнат конакот. Ова е конакот. Кој што денеска не постои? Не постои. Тој конак се наоѓал од сегашниот конак што постои на 5 метри по северно, долг бил 30 аршина, широк 15. А зашто не постои кога се губи конакот? 30 аршина долг и 15 широк или 20 со 10 на метра, да не одиме точно дека аршина разна мера, 68, 70 санта. Оттамо и така веќе манастирот заживео, се формила братство и така натаму. 895 година игумениот Аџи Езекил гради конак, кој што и ден денеска стои и е по заштита. Му сметало овој конак, бил на 5 метра по северно од него и го руши. Материјалот го искористили, керамидите, стари, гриди, тоа што може да се искористи, другото е очистено. Кога починува Кирил Печиновиќ? Кирил починал на 12 по стариот, по новиот календар, 25 март 1845 година. Шопов и Ѓорче Петров запишале: гробот на Кирил се наоѓа 30 до 35 метри југозападно од црквата Света Богородица. Во 1899 година неговиот гроб е преселен до гробот на Громорозно, тоа убиство на Езекил, кој што бил заклан. Заклан е екзархијата организирала со 20 луѓе од Добридол, со муслиманска вероисповест, да го захолат. И го заклале. Добро, тоа е посебно тоа е неговата анонимност, Бранислав Светозареви го разоткрива. И после имаме уште некои други написи, до делото негове, целиот живот него е комплетиран. Се знае се одадоша. И одачи, гробот вика на Кирил се наоѓа до гробот на Езекил. А Езекил е убиен на 17 јули или 30 јули 1898 година. Заклан е тоа. Значи, гробот бил тогаш пренесен. Бидејќи Синесеј, митрополитот бугарски, наредил да се направи споменик на Езекил. И Ротија гради голем и тогаш му наредил и гробот на Кирил можете да се префрлат до гробот на Езекил. И тука стои до 67 година. Добро. 67 година се втори трето Кирилово погребение. Трете Кирило. И мошните се денеска каде што се во Ушичкиот манастир. Имаш ли планови за понатамошно творештво, тоа би сакал да ми кажеш? Има многу омилени. Сега биеше се не може се види, јас сум тежок инвалидизиран човек.
прегазен на пешачки премин, тоа е посебна приказка, и тој е ослободен човекот, наводно мислеј ќе застане, а со 97 км на час, Игор Ангелевски, Добро. и со тоа заврши. Не сум многу во состојба, она што можем, а со компјутер слабо баратам, и тоа времето ми прегазило. Па да, така да. Меѓутоа сега нешто работим од напуштени зборови о полок, Браво. кој што веќе младата генерација не ги ни знае. Така е, да. Да, Знаеш некој пример да ни кажеш сега од прва? Знаеш, Еден-два примери, ај од војни. еве, да земе на запрежна кола. Добро, како е? Конјот кај што влегува се вика окови. Добро. Тоа кај што се вртат, тоа се вика оплен. На опленот има слапци. Тркалото од главина, спици и табани. Така поставено. Така, да. Воденицата. Добро. Воденица имаме доле чарк, па доле имаме баба, дрво со чатал, баба, на него има вретено и друго, уште едно вертикално дрво, старец. Тоа воденици веќе не постоја, тоа кој го Да, знае. да, да. И тоа нагоре вретеното е доле заграден чаркот, а горе па со посебно специјално железо, прплица се вика, таа е загравена камено што се врти. Така. Значи тоа го врти каменот горе, со милиметарско подигање со старецот, каменот се штелува за поедро, за посетно мелење меќа, да речеме што е меќа. Нешто што не постои денес. Што е меќа? Појма, Меќа е предробена пченка. А, така. Да, се гради за стока. И така натаму. Тоа, разбојот, предно вратило, задно е основа. Сите знаат основа, како се прави основата. Да се клупчињата се мота додека се сета основа целиот конец се и расене. Па се сече на пола и се добија два краја. Едниот крај е на едното вратило, другиот на другото вратило, па се и така натаму. Долга и широка. Зилјо, следната година, ако не се лажам, си 85 години, Господа те поживее барем 100 и да продолжиш да ни тврдиш. Ти благодарам за денешното гостување и одвоено време. И ја вас и благодарам и ви посакувам успех во понатамошната работа. И да ви се нижат и нижат гости со разноразни Теми. теми, со Ти разни благодарам. теми, кои што се веројатно интересни, што не се познати за во широката јавност. Со ова го завршуваме оваа полусезона, со оваа епизода ќе затвориме оваа полусезона со следните повели. Голем поздрав до Душко. Ја затвараме полусезоната од втората епизода на подкастот Основано сомнение. Во втората полусезона веројатно ќе оставиме малку простор за политичари кои што се неизбежни, иако ќе гледаме да биде тоа малку неортодоксно, но ќе продолжиме на ваков тип на преданија и на поучни работи кои што може да се научат, а не да бидат безпредметни тралалајка муабети. На тоа се сведува поголемиот дел од нашите подкасти, што е жално, така да со следни содржини ќе се видиме на крајот на јануари.